Индекс. Ексклузивни информации и проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска. Во следните 60 на минути разговараме со директорот на Агенцијата за катастар Славчо Трпески. Добар ден, директоре, како сте, како се чувствувате денеска? Добар ден, благодарам за прашањето, сега беше пријатно во вашето студио, стварно изворени услови. Да, ви благодарам. Поводот за вашето гостување се многуте проекти кои што Агенцијата за катастар ги реализира од практично повеќе години наназад, меѓутоа засилено овие денови. Она што практично легализацијата на инфраструктурните објекти е она што е актуелно во последниот период. Докаде е процедурата, како сите оние кои што се собственици на такви нелегализирани објекти, има инфраструктурни објекти, имаат обврска кон Агенцијата за катастар, за да таа легализација практично ја направат по процедура. Така, која е процедурата? Во 2011 година се донесе закон за легализација на бесправно изградени објекти во кои што беа вклучени и инфраструктурните објекти. Но во тој период немаше закон, во законот за катастар недвижности не беше предвидено дека инфраструктурните објекти ќе се запишуваат и ќе имаат имотен лист за истите. Граѓаните или правните лица без разлика. И затоа во тој период, во првиот рок за поднесување на барање за легализација, многу мал број на правни лица поднесоа барање за легализација за инфраструктурни објекти. Кога збориме за инфраструктурни објекти, за да биде појасно за граѓаните, збориме за водоводите, канализационите системи, за електроенергетските системи, за телекомуникацијските системи, за патната инфраструктура и буквално за цела надземна или просто кажано цела надземна и подземна инфраструктура. Значи многу мал број на субјекти има поднесено барање за легализација. Во 2013 година се донесе новиот закон за катастар недвижности, каде што согласно програмата на владата на Република Македонија се воспостави катастарот на инфраструктурни објекти. По носење на законот на нас како катастар ни беше потребно една година за да ги створиме сите технички предуслови за да може инфраструктурните објекти да се запишат во катастарот, да се добие имотен лист, да се извади план, копија од план на тој инфраструктурен објект и така натаму. Така до 2014 година веќе катастарот ги создаде сите предуслови и во 2014 година во април месец беше веќе се запише и првиот инфраструктурен објект. Правејќи ги сите овие системи и анализи при воспоставувањето на овој систем, се увиде дека отсуството на регулатива во минатото довело до тоа да компаниите, најчесто се тоа правни лица, не располагаат со валидна градежно-техничка документација со цел истите да извршат премер и веднаш да ги запишат во катастарот. Поради тоа на барање на катастарот, на барање на бизнес заедницата се констатира потребата од дополнување на рокот за поднесување на барање за овие инфраструктурни објекти. И владата Република Македонија до собранието уште во 2015 година поднесе предлог за измени на законот за легализација и веќе од ноември 2015 година почна да тече новиот рок за поднесување на барање за легализација на овие инфраструктурни објекти. Во меѓувреме се продолжи рокот и за легализација на сите видови на објекти, така да заклучно со 31 март оваа година веќе истече рокот за поднесување на барање за легализација. Колку барања и да се префрлиме на оваа тема, колку барања пристигна до крајниот рок 31 март? По податоците што ги леферуваше Министерството за транспорт и врски, бидејќи тоа е координатор за целата оваа акција, катастарот е само една алка во целиот овој процес. 80.000 нови барања се поднесени за легализација на бесправно изградени објекти, иако ги надоврзиме на оние 360.000 што беа поднесени во 2011 година, значи севкупно околу 440.000 барања беа поднесени за легализација. До овој момент во катастарот се запишани 151.000 објекти, значи 151.000 објекти веќе се легализирани и имаат добиен статус на бесправно изградени објекти. Да се навратиме на инфраструктурите, значи се уште се прибираат податоците од општините и во самото министерство според информациите со кои што јас располагам околу тоа колку вкупно се поднесени барања за легализација на инфраструктурни објекти. Од личните контакти што ги имаме како катастар со Македонскиот телеком, со ЕВН, со големите провајдери на инфраструктури, исто тука ние и новото јавно предпријатие за водостопанство. Пример, Македонскиот телеком информираше дека само Македонскиот телеком во овој дополнителен рок има поднесено преку 2000
2600 барања со преку 12.000 километри водови што треба да се легализираат. Истото се однесува и за другите објекти. Така да очекуваме голем број на барања да се веќе поднесени и според информациите се што имале се е поднесено фактички и сега почнува твоето прашање, сега почнува да течат и роковите за изготвување на геодетски елаборат. Значи со измените на законот геодетски елаборат за инфраструктурен објект овој дополнителен рок мора да се направи и да се донесе до министерството или до општината, зависи каде е поднесено барањето, заклучно со 31.12.2017 година, но обемот километражата е огромна. Нашите проценки се дека преку 100.000 километри водови ќе треба да се легализираат. Ние во Република Македонија имаме 150 геодетски фирми. Оттаму е мојот апел да час поскоро, знам дека многу компании како Телеком, како Евана веќе имаат распишано тендери, веќе на големо се мери низ Македонија, но апелот е и сите други да ги следат и тоа да го направат за да има време потоа да се легализира и се запише во катастар и да се запазат сите овие рокови. Во текот на вчерашниот ден во текот на вчерашниот ден издадовме имотен лист за Студенчица. Тоа е најголемиот водоводен систем во Република Македонија. Тоа е веќе легализиран. Барањето беше поднесено во претходниот рок, се изготви соодветен геодетски елаборат и се заврши легализацијата. 2 години беа потребни за да се легализира овој грандиозен објект кој што е во должина од 98 километри. Во однос на геодетските елаборати, со легализацијата воопшто на диво изградени објекти, Агенцијата за катастар имаше обврска да издаде бесплатни геодетски елаборати за сите оние граѓани од социјално загрозени категории. Колку елаборати издадовте по овој основ? Да, во 2014 година во август месец се промени законот за катастар недвижности по една сопфатна анализа каде што се увиде дека има потреба од граѓаните кои што се приматили на социјална помош, постојна парична помош и лица со ниски примања до 360.000 денари бруто на годишно ниво, дека треба државата да излезе во престрет и на оваа категорија на граѓани да го изготви клучниот документ кој што е потребен за легализација, тоа е геодетскиот елаборат. Значи некаде од септември 2014 година па заклучно до денес 5600 граѓани ја искористија оваа можност, доставија барања до катастрот направи бесплатен геодетски елаборат и истиот беше дистрибуиран до самите граѓани. На тој начин и овие граѓани се стекнаа со можност да си го легализираат својот имот, да си добијат имотели за својот објект и понатака да може со истиот да располагаат. Аналогно на ова, колку од граѓаните ја користат можноста да извадат имотен лист на интернет? И колку е тоа едноставно и дали чини, колку чини? Да, многу едноставно и многу е поевтино за разлика од тоа да се дојде на шалтерите да се извади имотен лист. Значи, дигитализацијата која што направи катастрот во изминативе години овозможи да катастрот веќе голем дел од своите производи да ги дава преку интернет, односно да ги продава преку интернет. Во декември минатата година катастрот го пушти во употреба дистрибутивниот систем, така го нарековме дистрибутивен систем, бидејќи буквално сите производи што се во дигитална форма се наоѓаат во него и граѓаните може да пристапат и да добијат имотен лист. Значи, од декември до сега имаме преку 3400 издадени имотни листови, копии од планови и други податоци кои што се дигитални и ги имаме на самата веб страна. Постапката е многу едноставна. Значи, плаќањето се врши преку интернет, доколку производот се бара во електронска форма, тогаш што е за 20% поевтин за разлика доколку се бара во хартиена форма. Граѓанинот се најавува на самата веб страна наша, на ГИС порталот, го нарачува имотниот лист, дали сака во хартиена форма да му стигне на домашна адреса или сака во електронска форма на својата мејл адреса, тоа го побара во електронска форма за неколку 20-30 на секунди, веднаш имотниот лист ќе биде дистрибуиран до неговата имејл адреса, доколку е по пошта ќе треба да се доплати плюс поштарина и на неговата адреса ќе се стигне имотниот лист. А што со оние кои што немаат компјутер, не знаат да раководат со компјутер или пак немаат интернет? Каква е нивната можност? Да, катастарот некаде до 2013 година располагаше со 110 шалтерски места каде што граѓаните можеа да дојдат и да извадат имотен лист или друг податок кој што им е потребен од катастарот. Во 2013-2014 година катастарот направи измена на својата регулатива, а веќе минатата година се променија и приближно 24-25 законски прописи со цел
сите професионални корисници да ги поврзиме, за да може граѓанинот кој ќе отиде на едно место да добие услугата таму. Сега, во моментот, во катастарот, со катастарот се поврзани 700 професионални корисници или имате лист граѓанинот може да изведе од било која нотарска канцеларија, од било која геодетска фирма, од било која канцеларија на извршител, од било која општина, од било која канцеларија на проценители. Значи, тоа се една мрежа на институции каде што од оние првични 110 шалтерски места каде што граѓаните можеа да дојдат физички, збориме за граѓаните кои што преку интернет ТВ не може да обезбедат имате лист, сега може да дојдат на преку 700 професионални корисници и остана овие 110 шалтерски места, значи преку 800 локации веќе имаме во Република Македонија каде што граѓанинот може да дојде и да извади имате лист. Значи проектот на владата Република Македонија за нема погрешна врата и проектот интероперабилност. Тоа се проекти кои што прават да граѓанинот дојде на едно место и таму да се заврши работата. Например, доаѓа кај нотарот, тој веќе не доаѓа во катастарот. Нотарот го составува договорот, го дистрибуира до катастарот по електронски пат, катастарот го решава во електронскиот систем и електронски се издава имотниот лист. Или се оди во општина, треба да се изгради некој нов објект, општината на инвеститорот го доставува проектот и другите документи до катастарот, катастарот го запишува и повратно електронски се доставува. Тоа се благодетите на сите овие системи што ги градиме во изминативе години, каде што возможуваме огромна заштита и за граѓаните најнапред, заштедата и во губењето на време, да се иде од еден шалтер на друг шалтер, заштедата и во обезбедувањето на средства за бензин, за автобуска карта и така натаму. А најкрупната заштеда е заштедата во електронското работење, бидејќи сите електронски производи многу помалку чинат него хартиените производи. Затоа и производите на катастарот кога ги издава во електронска форма се за 20% пониски од колку во хартиена форма. Како функционира адресниот регистар? Адресниот регистар во изминатиот период се увиде дека, односно се злоупотреби од една од политичките партии за жал за целата оваа работа. Иначе, како влада на Република Македонија, што во програмата во 2014 година се воведе компонентата во споставување на нов адресен регистар во Република Македонија согласно европските директиви и стандарди. Во истата таа 2014 година Европската комисија донесе директива, регулатива, со која што точно се дефинира, се стандардизира како треба за земите членки на Европска унија да изгледаат адресните податоци, односно адресите. Во овој период се формира една мешовита работна група во која што се членуваат експерти од катастарот, од Министерството за внатрешни работи, од Министерството за транспорт и врски, од Централниот регистар. Тоа се институциите кои што и највише ги користат, исто така и локалната самоуправа, институции кои што највише ги користат овие податоци. Во овој момент веќе изготвена првата нацрт драфт верзија на новиот адресен регистар кој што е во 100% усогласен со европската директива и европската регулатива. Нормално се чека сега да завршат изборите, да се формира нова влада, нов парламент за да може тој закон да се донесе. Паралелно со тоа катастарот работи и се припрема, односно веќе во процедура е тендерската документација за изработка на софтверско решение каде што сите овие адресни податоци ќе се слеат. Целта на овој софтвер и на целиот овој систем е сите адреси кои што во моментот во Република Македонија постојат да се потврдат или дополнат, да се внесат во тој нов адресен регистар во кој што пристап ќе имаат сите. Значи тука збориме за сите државни институции, но тука збориме и за банки и за многу приватни институции кои што имаат потреба, конечно и за граѓаните, да може да пристапат на веб страната и за секоја адреса да добиат информација каде истата се наоѓа во просторот. И денеска Република Македонија има адресен регистар, но тој е правен по терковите од поранешните и по стандардите од поранешната Југославија. Значи надлежни се општините кои што секој за својот град одговара фактички за воспоставување на тие адреси, на имањето или немањето на адреси. На централно ниво надлежен беше Централниот регистар, општините требаше да им ги доставуваат сите податоци до Централниот регистар, но во цел овој систем, она што го бара Европската унија, отсуствуваше географската компонента, значи точната локација, координатата каде се наоѓа определена адреса. Затоа сега, согласно програмата на владата Република Македонија, адресниот регистар во надлежност го презема катастарот, чекаме да се донесе законот и да започнеме со работа. Така ви благодарам на одговорот. Тука ќе направиме пауза, да се враќаме за кратко.
Да продолжуваме со разговорот со директорот на Агенцијата за катастар Славчо Трпевски. Директор Агенцијата за катастар прави ажурирање и запишување на податоците по службена должност. До каде е оваа процедура? Да, некаде од 2013-14 година по една сопфатна анализа констатиравме дека кај 205 катастарски општини во Република Македонија има 1910 катастарски општини. Кај 205 катастарски општини процентот на незапишани права во катастарот на недвижности е поголем од 20%. Имено се работи за ситуација каде што во период кога било постапката за систематско запишување на правата на недвижности, голем дел од овие 205 катастарски општини граѓаните едноставно не се пријавиле. Анализите покажаа разни ситуации. Имаме ситуација каде што имало класичен бојкот на запишувањето во катастарот, пример Горно Долно Јаболчиште во Велешко, го бојкотирале катастарот бидејќи во тој период се земале дечки додаток, значи било интересот, интенцијата едноставно да се нема имот за да може да се остварат некои други права, но веќе работите се сменија. Денеска имотниот лист е неопходен за субвенции, за сите работи, без имотни лист едноставно ништо не може да се направи, така да граѓаните веќе бара од нас да ако може поново да се направи, да се отвори една постапка каде што ќе може да се го пријават својот имот и бесплатно се запише. Не дека сега не постои можност, значи граѓанинот не се пријавил, но треба да се да ангажира приватна геодетска фирма и ако се работи за голем имот, тогаш и трошоците се стварно големи. Покрај ваква ситуација имаше ситуации каде што неквалитетно се изработил и премерот. Значи има ситуации каде што катастарот, зборам за 80-тите, 90-тите години, каде што едноставно не ги запишал сите податоци, односно сите барања кои што граѓаните ги доставили или не ги известил граѓаните, па затоа и не се јавиле. Како иде како катастар, како држава, интенцијата ни е да не остане катастарска парцела која што нема да добие имотен лист. Поради тоа, значи се створија напред законски можности и се започна на постапка на, ние ја нарековме ажурирање на податоците, се работи за повик до граѓаните да дојдат поново, да ги достават целокупната своја документација и катасторот понатака да направи идентификација и заедно со нив и потоа да го запише имотот и да се добие имотен лист. Овие 205 катастарски општини пред се морам да кажам се рурални општини кои што се наоѓаат во источна или во западна Македонија и во моментов од тие 205 веќе на 104 катастарски општини се врши ова ажурирање, бидејќи немаме капацитет како катастар наеднаш сите 205 катастарски општини да ги опфатиме, но годишно некаде опфаќаме по 50, така да ова е трета година и затоа 104 и овие 29 имаме оваа година, значи 133 веќе катастарски општини се опфати. Нека година 50, нека 40, зависи од интенцијата. Во секој случај правиме добра координација со градоначалниците да видиме каде е приоритетно, каде треба да го опфатиме. Целта е да се запишат сите парцели, да се олесни на граѓаните. Овој проект овозможува да се заштитат многу финансиски средства за да си добијат имоти или за понатака без разлика дали имотот се наоѓа во село или на планина или на друго место, едноставно да може да располагаат, бидејќи денеска не може да се добијат субвенции доколку се нема имотелист, не може доколку граѓаните поседуваат шума, а не е запишена во катастарот, не може да се добие право да се сечи таа шума, така да ова е една убава прилика, затоа ги повикувам граѓаните да се обратат до нашите подрачни оделенија, да ја достават својата документација и да искористат оваа можност. Катастарските општини се објавени на веб страната на катастарот, во минатиот викенд беа објавени и во дневните вестници, исто така и во самите општини, во самите катастри на целата територија на Република Македонија се објавени, значи граѓаните може да се информираат за да видат дали се работи за катастарската општина каде што се наоѓа нивниот имот, да дојдат, да го пријават и едноставно бесплатно да им дадеме имотен лист. Така вие нудите можност на сите оние граѓани кои поседуваат стара градежно-техничка документација со бесплатни елаборати да биде впишана во катасторот. Има ли интерес? Да, има интерес. Таа мерка веќе предминатата недела ја промовиравме, веќе во полна сила, во полна фаза. Стварно анализите што ги направивме се увиде дека околу 5000 објекти во Република Македонија се легално градени, има градежно-техничка документација, но од објективни или субјективни причини во периодот кога било систематското запишување на правата на недвижност, граѓаните не ги доставиле документите во катастрот за да се добијат бесплатен геодетски елаборати, понатака и запишување во катастрот. Имено се работи за една традиција која што полека за новите објекти веќе е напуштена, но за старите гледаме дека се уште постои и сакаме конечно да ја затвориме. Знаете, некаде до 1988 година катастрот не запишувал објекти во катастрот. Единствено
се запишувало само земјиштето. Затоа граѓаните кои што ваделе градежно-техничка документација немало и кај да достават, се чувале дома. Со започнувањето на постапките за систематско запишување имало повеќе граѓаните да ја достават таа градежно-техничка документација, да се добијат имотели за објектот. Но дел од нив, поголемиот дел се запишани. Во таа постапка преку 600.000 објекти се запишани во катастарот, но помалиот дел проценка на катастарот дека околу 5.000 објекти, иако имаат стара градежно-техничка документација, не било доставена во тој период и затоа немаат имотни листови. Затоа се промени минатиот месец законот, стана веќе оперативен и сега веќе во подрачните оделенија пристигна првите барања за изготвување на бесплатен геодетски елаборат и веќе од оваа недела ќе започнеме и со изготвување на овие бесплатни геодетски елаборати кои што понатака ќе послужат за запишување на објектот и добивањето на имотниот лист. Така да и првата мерка и втората мерка се нудат стварно убави можности да граѓаните си го запишат својот имот, затоа што нивно е, односно собственоста се докажува со имотен лист. Собственоста не се докажува доколку имате кај вас пресуда, договор или градежно-техничка документација. Собственоста е ваше нешто само ако поседувате имотен лист. Така, тука ќе направиме уште една пауза. Да продолжуваме со разговорот со директорот Трпески од Агенцијата за катастар. Директоре, најавивте воспоставување на регистар на градежно земјиште. Што значи тоа за граѓаните и компаниите и дали метежот да се надоврзам нова прашање во сите канцеларии на Агенцијата за катастар веќе стигнува со оглед на тоа што практично сите проекти се во електронска форма. Се трудите нели да бидат така на тој начин реализирани. Да. Катастарот, стратешка цел на катастарот да ги дигитализира сите процеси кои што се одвиваат во самиот катастар, но истовремено следејќи го курсот на соките од владата Република Македонија да се поврзиме со сите институции како преку интероперабилност, така и директно, овозможува на тоа да веќе преку 50% од предметите катастарот ги прима по електронски пат. Автоматското примање на преку 50% по електронски пат веќе ги намали гужвите во катастарот, поточно осем во вторниците и петоците кога има по некој човек, другите денови малте е празно. Секако работата на дигитализација на податоците е работа која што е тековна и која што тече. Напоменав претходно во самото излагање дека во фаза се промени измени на преку 30 закони со цел сите државни институции и јавни служби да се поврзат со катастарот и по електронски пат да работат со катастарот, што значи граѓаните да не доаѓаат во катастарот. Последни два закони што се донесе, тоа е законот за нотаријат и законот за извршување, кои што сега веќе кои ќе стапат во сила некаде од август оваа година, има 4-месечно одложена примена, сега веќе како за нотарите, така и извршителите, целокупната работа што ја работат нотарите и целокупната работа што ја работат извршителите, целокупната комуникација со катастарот мора исклучиво да биде по електронски пат. Досега на пример нотарите исклучиво по електронски пат ги доставува договорите за купо-продажба, сега веќе ќе мора исклучиво по електронски пат да ги доставуваат и наследните решенија, разни потврди, на пример изјави за бришење на хипотека и други документи кои што исто ги заверуваат, сега ќе мора и тие по електронски пат да ги доставуваат, така да нашите очекувања се после донесувањето на сите овие закони, до сега се 24 закони донесени од севкупно 30, значи очекуваме треба се донесат и законот за судовите кој што треба да ги опфати и сите судови по електронски пат да се поврзат со катастарот, да се донесе законот за јавното обвинителство, каде што и сите обвинителства треба исклучиво да работат со катастарот по електронски пат. Значи очекуваме со носењето на сите закони преку 90% од работата катастарот да ја врши исклучиво по електронски пат. Оттаму и гужвите се помалку ќе ги има, но граѓаните ќе ја добиваат услугата онамо на она место каде што им е првата врата, каде што се обратиле. Регистарот за градежно земјиште е новина која што е новина можеби во европски и во светски рамки. Знаеме од 2014 година се донесе новиот закон за просторно-урбанистичко планирање и веќе од 2015 година Министерството за транспорт и врски го воведе урбанизмот како електронска постапка за носење на урбанистички планови. Со цел да биде овој систем соопфатен во врската на катастарот беше да го направи регистарот на градежно земјиште, каде што од самиот почеток на носење на урбанистичкиот план па до неговото завршување, значи покрај атрибутниот дел, покрај целокупната документација која што
што веќе е направена и таа функционира од страна на Министерството за транспорт и врски, мораше и графичкиот дел, значи самиот план, самите градежни парцели, исто така да се следат од самото носење до сега. За оваа намена подпишавме меморандум за соработка со Комората на овластени инженери и архитекти. Имаме прекрасна соработка. Пред еден месец некаде го пуштивме овој регистар, веќе е направен, го пуштивме во употреба за професионалните корисници, веќе на него работат проценителите, овластените архитекти, овластените инженери или едноставно кажано проектантите, општините, катастарот, министерството, сите се веќе поврзани и веќе од 80 општини веќе 70 ги доставија важечките урбанистички планови, кои што еден по еден сега ние ги вметнуваме, ги ставаме во овој регистар на градежно земјиште и очекуваме веќе од месец јуни, значи за веќе 3 до 4 недели, овој регистар ќе биде достапен и за јавноста. Огромни се бенефитите од овој регистар, најнапред за професионалните корисници, каде што за самиот планер, за самата општина, за самото министерство, од старт, од самиот почеток на носење на планот се има точната представа, точната состојба каква е собственоста во катастрот, какви се границите на катастарските парцели, затоа што во минатото многу пати се случуваше да се донесе план каде што вашата градежна парцела навлегува со 2, 3, 5 квадрати кај соседот, едноставно не може да до реализација. Такво нешто за новите планови е невозможно, веќе овој податок го имаат самите планери, катастрот исто така во своите итерации на давање на согласност ги подсетува и општините и планерите за каква е состојбата, така да носењето на планот на урбанистичките планови веќе денес во Република Македонија е комплетно електронски. Она што го правиме и што во јуни ќе го промовираме е тоа за пошироката јавност. Денеска за да видите што е предвидено за да се гради на вашата парцела, значи каков објект, со која намена, со која висина, треба да се обратите до општината и да чекате неколку недели, можеби да добиете препис од хартиениот урбанистички план. Во услови на дигитално работење, во услови на електронски урбанистички план, внесен во регистарот на градежно земјиште, сега преку интернет на веб страната може да го видите самиот урбанистички план, да видите што е предвидено за вашата парцела, да видите кај има слободни парцели ако сте инвеститор. Например, можете да ставите за определен план целокупно земјиште што е на Република Македонија, да ставите критериум при пребарувањата и исто така да ставите критериум да самиот систем ви каже кој не е изградено, кој не е реализирано. На тој начин секој инвеститор однапред може да види каде е предвидено да се гради, пример, семејно домување, каде е колективно, каде е предвидено хотели, и тоа е направено тројазично и на македонски, на албански, на англиски, што значи странски инвеститори исто така ќе може да пристапат. Така да урбанистичкото планирање, регистарот на градежното земјиште прави една огромна транспарентност на податоците во самата фаза на носење урбанистички планови, а понатаму кога ќе се донесат и во нивната реализација. Веќе општините вложуваат стварно високи средства за носење на овие планови, а потоа се случува да голем дел од тие градежни парцели да не се реализираат од најчест случај од неводење на соодветна во минатото, неводење на соодветни постапки, невнимавање на собственостите при носењето на урбанистичките планови и нивната транспарентност. Кога нешто ќе се појави транспарентно, кога имаме инвеститори што сакаат да инвестираат, да градат, а тоа е последниве неколку години стварно имаме градежен бум во Република Македонија. Едноставно ќе има заинтересираност за тие парцели што за слободни, ќе имаат и градоначалниците притисок да истите да ги објава за да се отуѓат и понатака истите да се изградат. Кога ги спомнавте инвеститорите, да ве прашам, што можете досега да извлечете како заклучок од бирзата за недвижности, какви се цените сега со оглед на тоа што транспарентно се објавени, какви се очекувањата цените на продажба на станови или други објекти, која е пазарната цена, дали се сега тие реални? Берзата на недвижности или регистарот на цени, популарно кажан берза на недвижности, го ведовме во 2014 година, од кога што започнавме да ги собираме податоците. 2015 година, април месец, веќе започнавме да го полниме со податоци. Во самиот регистар на цени или како што кажавте берза на недвижности се слеваат сите трансакции што се случуваат во Република Македонија. Значи секој договор за купо-продажба што се случува, што поминува, што се оданочува и влегува во катастрот, се запишува
запишува, значи збориме за станови, збориме за деловен простор, збориме за земјоделско, за градежно земјиште, за шуми, за ливади, буквално за сите типови на недвижности кои што се запишуваат во катастрот, податоците од купопродажната цена и податоците од оданочената цена се внесуваат во овој регистар на цени. Регистарот на цени веќе пред отприлика веќе 2 месеци као катастар го извадивме првиот 6-месечен извештај од податоците кои што се собира од март 2015 до август, заклучно со 31 август 2015 година, и овие податоци ги обработивме и за прв пат во Република Македонија официјално како институција излеговме со податоци за движењето на цените на пазарот на недвижности. Од податоците кои што ги добивме во овој период, видовме дека имаме голема активност во купување и продавање на недвижности. Така во овој период беа истргувани преку 17 милиони метри квадратни стамбен и деловен простор. Исто така беше направен вкупен промет од преку 200 милиони евра на територијата на цела Република Македонија. Овој извештај кој што е јавно достапен, исто така прави анализи околу тоа што највише се продава, што највише се купува, исто така ги кажува и просечните цени. Ова што ме прашавте, например, просечната цена во аеродром за метар квадратен во овој период била 58.795 денари. Просечната цена во центар била 58.861 денар. Просечната цена во кисела вода била 45.290 денари. Во Ѓорче Петров била 41.574 денари. Пример, во Бутел била 30.973, во Неготино 19.690. Значи се ова за прв пат како држава добиваме податоци каде што граѓаните може да видат како се движат цените на недвижностите. На нашата веб страна исто така ова се агрегирани и ова се податоци агрегирани и ги кажуваат просечните цени. Но на нашата веб страна имаме податоци за секоја трансакција. Значи со пристапувањето на нашата веб страна може граѓанинот да се види точно за таа микролокација што го интересира како се движат цените, во смисла да се провери во кој период колкави цени се постигнати. Например, во околината на некој стан што ве интересира да купите, може да видите дали во таа зграда или во околните згради е веќе продаден стан, на кој кат и по која цена е продаден и која година е градбата на тој стан. Тоа се однесува за преку 8.000 такви трансакции кои што се проверени и веќе се внесени во овој регистар и граѓаните може слободно да ги проверуваат. Значи, транспарентноста на пазарот на недвижности овозможува едноставен раст на купувањето, на продавањето и конечно да немаме шпекулативни цени. Исто само за крај, каде се наоѓа Агенцијата за катастар на меѓународен план? Катастрот веќе на меѓународен план, еве да го парафразирам, помошникот директор на холандскиот катастар кој што пред 2 месеци склучивме договор за соработка, он во неговиот говор кој што на пресконференција беше даден, кажа добре дојде на македонскиот катастар во лигата на шампиони на европските катастри. Катастрот макотрпно работеше овие години да ги достигне сите овие цели, имаме уште многу работа што треба да завршиме. Уште многу проекти се пред нас кои што мораме да ги реализираме. Податокот што веќе катастрот дава помош на катастрите од Коста-Рика, Хондурас, Црна Гора, сега веќе од 24-25 веднаш после празникот ќе ни дојде и катастрот од Србија. Значи катастрот е веќе институција која што благодарејќи на макотрпната работа, на тимот кој што работи во катастрот, кој што стварно имаме еден убав спој на младост и искуство, направи да катастрот веќе од Светска банка, од Европската комисија, од ИРИ институтот во ноември да се сврсте во една од институциите кои што има најголема доверба во Република Македонија веднаш после владата и после председателот на државата, и катастрот е веќе институција што извезува знаење. Значи веќе помош кај нас и соработка со нас имаме со сите околни катастри, а даваме примерот со Хондурас или Коста-Рика или Азербејџан помош во развојот и на катастри што се далеку преку океанот. Така ние Индекс и Радио Слободна Македонија ви сте на располагање за сите успешни проекти што ќе ги реализирате во иднина во полза на граѓаните и на правните лица. Јас ви благодарам што бевте дел од Индекс на Радио Слободна Македонија и ви посакувам убав ден. Благодарам јас. А ние продолжуваме со музика. Да, остана време уште само да ја одјавиве Индекс. Индекс се реализира во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Маја Дамјановска. Денес е 10 мај, а јас ве оставам во добро расположение. Повторно се слушаме за една недела. Имајте убав ден.
Индекс. Ексклузивни информации и проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.